Извидничкиот караван денеска пристигна во Кавадарци, каде заеднички со извидничкиот одред Соколи, кој е во фаза на формирање на младите и децата во Кавадарци, им ја презентираа извидничката програма. Овој настан се одржа во градскиот парк во Кавадарци, каде на 7 работилници, и тоа стреличарство, чаталство, готвење, подигање на камп и неколку извиднички игри, младите од Македонија и Кавадарци се запознаа и учеа вештини кои ќе им користат во животот, ќе ги анимираат и ќе значат нова содржина во нивниот живот. Преку извидничкиот караван младите и децата ќе се запознаат со активностите кои следуваат и ќе можат да се зачленат во одредот кој се веќе во фаза на формирање во Кавадарци. Инаку, скопските извиднички одреди кои успеа да го задржат од целосно пропагање извидништвото во Република Македонија и денеска на едноставен начин, нивни членови им ги покажува основните поставки на одредени вештини и дисциплини кои сега се изучуваат во скаутството, во светот така се нарекува, а кај нас извидништвото. Инаку извидништвото во Кавадарци беше алфа и омега во младинското ангажирање и живење за време на 60-тите, 70-тите, 80-тите години. Во 90-тите години замира работата на единствениот извиднички одред Страшо Пинџур, во кој членуваа стотици кавадарчани, а потоа целосно изгаснува одредот. Сега дознаваме на наша радост дека повторно се формира извиднички одред со име Соколи, со слични цели како порано, впрочем, основните постулати не се менуваат, тие се измислени одамна за да траат вечно. Целта на извидничкиот караван е да се промовира извидничкото движење, каде што извидниците од Македонија доаѓаат во градовите и ги промовираат извидничките активности према до младата популација во градот. Целта е од овој момент, каде што со формирањето на новиот одред во Кавадарци и извидничкиот одред Соколи, ќе почне активно со работа и ќе биде дел од извидничкото семејство во Република Македонија. Целта е дека ќе учествуваат во извидничка програма каде што ќе учествуваат во неформална едукација и која ќе придонесе кон нивна лична и општествена едукација. Ова е само почеток, со тек на времето наша примарна цел е да ги трнеме од телефоните и од интернетот, да искочат во природа, да реализираат што е можно поише активности во природа и да се дружат како што гледате во паркот. Работите сега за сега одат добро, дечките се на своите места, ги пратат работилниците и ние се надеваме дека во поскора иднина дека сите комплет ќе се вклучат во оваа работа, која што е многу добра за сите млади. Се надевам дека во овој месец дека комплетно ќе бидеме опремени со наш вебсайт и со канцеларија каде што сите ќе може да се обрадат, да разговараме за нашите планови за во иднина. Мислам дека ќе биде добро прифатено затоа што ние сме и таков реон, таков крај каде што имаме изобилие природа и мислам дека ќе биде доста добро прифатено и самите гледате има доста голема заинтересираност од младите. Локалната самоуправа начело со градоначалникот стави голем акцент на младите и тоа растење на здрава и функционална младина. Извидништвото е дел каде што промовира кодекс на живот, враќање кој нашите некои стари придобивки од времето. Голем број од активностите денеска кои што се тука се работилници кои што ние како деца сме ги имале. А со промовирањето се трудиме, како што кажа представникот од Извидничкиот сојуз на Македонија, да што повеќе ги оддалечиме децата од компјутерите, таблетите или модерното време и на некој начин преку овакви игри во природа, пред се заедно со родителите, како фактор да ги вратиме младите на оној некогашен курс кој што го има. Мислам дека од оваа работа само може да се очекува придобивка. Градоначалникот е голем ентузијаст, голем поддржувач на младите. Главниот фокус е ставен на таа страна и се надевам дека во иднина ќе се препознае тоа од страна на младите дечења и преку оваквиот начин на дружба ќе запознаат многу поголеми хоризонти од сегашност. Кажете ми колку членови во Македонија членуваат во одреди, колку деца? Моментално на територијата на Република Македонија има 22 извиднички одреди. Се надеваме многу брзо и формално со извидничкиот одред Кавадарци Соколи ќе биде 23-тиот. Вкупно извидничката организација брои 2200 членови, активни млади, значи кои што неделна база имаат едукација и работат на извидничката програма.
и се стремиме секој тој број секогаш да се зголеми со цел што е можно повеќе млади да имаат бенефит од извиничкото движење. Денеска имаме некој репрезентативен пример од 8 работилници кои што се најчесто традиционални за извиничката организација. Значи тоа се вештината за управување за ракување со лаки стрел, односно стреличарство, потоа чаталарство или ракување со чатал, потоа подигање на пионерски објекти од дрвја, правење на макета од логор, бидејќи немаме доволно време да подигнеме цел логор, потоа подигање на шатори и биваци, подготовка на извинички десерти, во моментов подготвуваат банана со чоколадо на скара, мислам, и уште неколку извинички игри кои што се од полигонски аспект за тимска работа и за физичка и моторика на младите, како и работилницата за чворови, во кој што младите може да ги видат кои се основните чворови и како ние ракуваме со јаџења и ги користиме. Еден од најзначајните елементи на извиничкиот метод, односно на нашето движење, е поддршката од возрастните. Така да ние постојано имаме поддршка од возрастните и постојано секогаш ги повикуваме, бидејќи поддршката никогаш не е доволна, секогаш може повеќе. Возрастните имаат исклучително важна улога во нашата организација, бидејќи тоа го обезбедува тој интергенерацијски диалог. Тие работат со младите, ги подучуваат, им ги предаваат на нив вештините и ние можеме да кажеме дека сме горда организација која што го негува тоа повеќе од 60 години. Така да буквално вредностите кои што се пренесени од возрастните, кои што ги пренеле на нас, ние сега ги пренесуваме на нашите членови деца, кои што еден ден ќе ги пренесат на нивните. Одлично. Јосиф Стојанов сега советник, меѓутоа беше голем извидник заедно со мене од 63-та до 80 некоја година. Се подсетуваш сега на едно убаво време, сега си многу постар, меѓутоа веројатно срцето ти е младо. Да, точно е тоа. Првен ја користам приликата да ги поздравам иницијаторите на формирање на новото извидничко друштво или одред Соколи. Се враќам пред 45 години кога бев активен и кога ние како одред Страшо Пинџур во тоа време бевме представници на Македонија во тогашната Југославија, каде што добивавме претежно големи награди, освојувавме први, втори и трети места, каде што се боревме со поразвиените извиднички друштва. И кога ќе и видам сега овие млади деца во полн елан и сакаат да се дружат, да се запознаат со природата, со планините, јас сум превосхитен и секоја помош што ќе биде побарана од мене ќе ја пружам, ќе ги поддржам. Моето искуство ќе го споделам со нив. Друго, поддршката, како што рече господинот, од постарите ќе ја имат тотално, мислам, 100% од нас и му пожелувам успех и среќа во работењето.